нашиот Бранко Иванов. Неговата фамилија и тој ни оставија голема аманет и голема енергија, голема оврска за да продолжиме да работиме, односно 7000 фотонегативи. Локален музеј галерија Кавадарци во изминатиот период, односно почнувајќи од времето на директорот Петре Камчевски, преку директорката Весна Георгиева, Томе Крстевски, во проект со Јадран Манчев, првично почнувајќи, се изврши дигитализација на околу 300 до 400 фотонегативи. Оваа година решивме дека е време да испаднеме со сите фотонегативи да бидат скенирани, да се направи една голема збирка на негативите, односно да се запознае и да се знае градот Кавадарци. Овдека немаше да биде возможно доколку не испадна нашиот генерален спонзор кој што имаше разберено што работиме, па бевме повикани на разговор и да се договориме да испадне во ово печатено издание. Бидејќи сите знаете дека во денешно време едно вакво издание вреди многу да се направи. Голема благодарност до господинот Илија Гечев и до фамилијата ИГМ и до фирмата ИГМ Трейд, кои што ни овозможија ова издание да го испечатиме, секако до советот и градоначалникот на општина Кавадарци. Јас нема да должам повеќе за неговото творештво, за самите фотографии, за неговата работа, за техничкиот дел со какви фотографии, со фотоапарати и со какви камери работел Бранко. Ќе кажем Илијана, Трајче, Тони Коцев, луѓе што повеќе и под техничките спецификации ги знаат повеќе, но и Милијана има работено долги години со Бранко. Ќе се обрати и неговата ќерка. Сакам да нагласам дека фотомонографијата ќе биде од продажен карактер, но хуманитарен. Ќе изнесува 500 денари, секој заинтересиран може да ја подигне горе во канцеларијата во канцелариите при Музеј галерија Кавадарци, а средствата ќе бидат донирани на фамилијата Темелкови за лекување на нивното дете. Јас ви благодарам на големото присуство и му давам збор на Трајче. И уживајте во фотомонографијата, во скенираните фотографии кои одат во позадина и во добриот звук со акустико бенд. Ви благодарам. Почитувани најпрвен добро вечер, ви благодарам за вашата посета. Вечерва имаме посебна чест да ја промовираме фотомонографијата посветена на големиот човек, фотограф и новинар Бранко Иванов. Во секој град постои барем еден човек кој го бележи времето. За Кавадарци тоа е секако Бранко Иванов, фотограф, хроничар, сведок и чувар на времето и на колективната меморија. Со неговиот фотоапарат Бранко повеќе од 4 децении ја запирал секојдневноста, претварајќи го трајно сведоштво секој момент. Тој е сведок на урбаниот развој на градот, на индустријскиот развој, на секој позначаен настан, дали е спортски, културен, манифестација, прослави и така натаму. Значи, во оваа фотографија, најпрво да кажам дека цела приказна почнува кога Бранко пред својата смрт во 2002 година и неговото семејство Иванови ја донираат цела архива која се состои од над 7000 фотонегативи и диапозитиви на локален музеј галерија Кавадарци, во тоа време предводена од почитуваниот Петре Камчевски, сега покоен. Петре се обиде и искенира неколку стотици фотографии, значи дигитално да ги зачува, тие можеме да ги видиме по социјалните мрежи. Но во оваа фотографија се опфанати околу 700 фотонегативи од големата збирка од околу 7000. За жал, не беше возможно сите да се стават во оваа фотомонографија. Бранко е еден сведок и еден хроничар на градот и најчесто овие фотографии се во еден период од околу 4 децении, тоест од 1947 до 1987, поделена во повеќе делови. Ова не е само омаж за Бранко, ова е омаж и за Кавадарци. Бранко не сликал за да остане тој заборавен.
Бранко сликал за нашиот град да не биде заборавен. Овде ќе видите во ова фотомонографија како градот расте, како се обновува, како се шират улиците, но ќе видиме и како се отвараат нови фабрики, се гради и се чека дожд или се чека фудбал. Ќе сретнеме лица кои веќе ги нема. Ќе видиме насмеани лица на некој дете од некоја приредба, од некој спортски настан, радост, тага и така натаму. Нема да должам многу, ви благодарам, пред се благодарност до фамилијата Иванови, благодарност до Советот и градоначалникот на општина Кавадарци за помошта и за поддршката и секако на генералниот покровител IGM Trade, без чие залагање и разбирање немаше да ова фотомонографија да види светлината на денот. Ви благодарам. Добро вечер за сите и од мене. Како што кажа директорот и колегата Трајче, ова беше на голема обврска за нас да го продолжиме тоа што било почнато во времето на господинот Петре Камчевски и посебен предизвик за мене како фотограф, значи на некој начин како колега на Чико Бранко. Околу техничките спецификации, некаде околу 90% и повеќе од тоа, фотографиите се работени со фотоапарати со формат 6x6 см, како што може да видите позади, значи така наречената коцка формат, така наречениот коцка формат. Во подоснежните години работели со лајка формат, значи 35 мм, меѓутоа во главном е тоа. И во главном се црно-бели фотографиите. Не беше лесно да направиме избор со колегата Трајче. Меѓутоа се надевам дека ова е само прво издание, дека ќе има натаму и уште изданија. Следна некоја обврска, која што сакам да кажам, било да ги собериме видеоматеријалите, односно филмските ленти, бидејќи јас се сеќам на Болекс камерата со која што тој снимаше. Во договор сме со Кинотека на Македонија, кога ќе ги собереме сите материјали, да ги депонираме таму на чување во соодветни простории, а они да ни направат дигитални копии кои што ќе можеме, се надевам, некоја друга ваква прекрасна вечер и пригода да направиме промоција и на видеоматеријалите. Толку би можел јас да кажам. Сега, Добро вечер и од мене, особено до моите колеги кои сте тука, затоа што и подеднакво исто и тие можат да бидат на ова место и да зборуваат за Чичко Бранко Ивановски. Во 2001 година, кога снимавме документарната емисија Кавадарци низ објективот на Бранко Ивановски, јас се успелив тогаш да напишам и да кажам за него дека за мене тој е најголемиот повоен хроничар на Кавадарци. И ете тоа, денеска после 24 години се исполнува со ова прекрасно, луксузно, убаво издание, големо издание на неговата фотомонографија, дека тоа е навистина така. Со ова елегантна корица црно, во црно-бела, мислам дека поубаво Кавадарци и не заслужува, бидејќи навистина заслужува да има Кавадарци една ваква фотомонографија и тоа од Бранко Ивановски. Оно што ми е интересно за денешниот ден, што сакам исто така да го потенцирам, затоа што прочитав денес дека денеска престана да чука срцето на најголемиот неуморен истражувач на македонската кинематографија или Ненка Петруши. Во едно интервју за Радио Кавадарци, за Радио Телевизија Кавадарци, таа ми рече колку е значајно улогата на локалните хроничари од малите места, како што за тоа беше во таа пригода Лазар Илиев, од Народна техника, меѓутоа исто во Народна техника беше и Бранко Ивановски и тие имаат многу значаен придонес по сето ова. И се потсетувам на незината мисла дека
На филмскиот критичар не е работа да покаже колку е паметен, туку да ги натера филмските консументи да научат нешто повеќе. И преку оваа фотомонографија, и преку ова сето што се остава за историјата на Кавадарци, тоа не учи да научиме нешто повеќе, дека можевме од обично мало градче со калдрамесаник, со улици со калдрама, да прераснеме во едно вако прекрасно мало градче како што е сега е урбано и како што сега можеме да го славиме и да уживаме во гроздоберот, што е една одвојива традиција на нашиот народ. Се сеќавам дека во разговорот со Чичко Бранко поценише тоа дека по татко од Неготино, а под мајка од Кавадарци, од семејството Гечеви, значи тука е во центарот на Теквешијата и даваше одеднакво многу труд и за двата града. Можам да кажам дека пред 90 и кусур години, можеби како босоного момче воопшто не сонувал дека на градот ќе му остави такво бесценно богатство со оваа донација на музеј галеријата. Тогаш во 2001 година беа околу 3000 фотонегативи, беа околу 1500 слайдови, околу 300 фотографии. Меѓутоа сега од неговото семејство гледам дека ова донација е уште поголема. И со ова што го кажа и Тони, со овие филмски ленти, тоа ќе биде навистина едно големо богатство, а со ова фотомонографија момците од музеј галеријата направила една голема работа и можам само да им кажам браво. Чичко Бранко најубаво раскажуваше преку слики. Најубав раскажува, че тоа ќе можете да го почувствувате само кога ќе ја пролистате оваа монографија. Беше толку посветен на работата, толку професионален, педантен, секогаш на време. Само ние новинарите можеме да го процениме од друга страна што значи тоа да си секогаш на самото место на настанот, секогаш во форма и секогаш во служба на настанот. Да се соберат саатите и деновите и месеците, сигурно тоа е многу што тој го посветил. Фактички соборел во својата професија која многу ја сакаше. Едноставно ја работеше со љубов и неговиот порив не му даваше да престане да работи, иако јас со него разговарав во неговата 78-та година. Меѓутоа, кај него не се почувствува, можеби телото покажуваше замор, меѓутоа не истрошеност од желбата да биде секогаш на настанот и секогаш да биде во тек со се. Да, дури со неговата појава имаше изградено таков авторитет што можеше цела делегација да ја врати за да кадарот и снимката што ќе ја сними биде подобра од положување на цвеќе, од камен темелник и така натаму, а имал можност да биде со сите многу највисоки личности и функционери кои постоеле во Македонија и кои доаѓале во Кавадарци. Меѓутоа, во неговите сеќавања секогаш почувствува само една носталгија за младоста, кога бил многу подвижен, кога буквално летал на работа. Јас трчев ваму и таму. Така било и кога дошол другарот Тито во Кавадарци, во агрокомбинатот Тиквеш, и тој го користил секој момент да го слика. Меѓутоа, луѓето од неговата придружба го замолиле да престане да фотографира, затоа што другарот Тито е веќе заморен. Меѓутоа рекла, а он пошел да се буни, ама како јас сега успеав да го овој момент да го искористам да го фотографирам, знаеш. Тоа го забележал и Тито и го замолил да го остават да фотографира. Значи, таа негова желба да биде на самото место и да направи се што е можно, се гледа и тука. И во многу други моменти во неговите сеќавања се сеќавам дека најмногу му оставила печаток по плавата во Неготино. Не можам да се сетам и многу има други интересни негови видови.
Да, кога се пушташе езерото, тие катастрофи и за весели и за не. Меѓутоа и во 1980 година, која се белеше како најродна тогаш и кога градскиот базен наш беше полн со грозе, со комиње, на Бранко Ивановски му се случува тоа да пропадне во базенот. Значи, толку бил пренесен во сето тоа да го пренесе, бидејќи ги бележеше сите гроздобери. Како што беше и манифестацијата тиквешки гроздобери. И да вистина, он пропаднал, таму се вратил дома, се пресоблекол и продолжил да работи, а утре дента ги известил во агрокомбинатот Тиквеш да направат некој обележување да не се случи друга таква трагедија. Во таа 2001 година во емисијата говори дека од музеј галеријата му ветиле дека ќе направат изложба за тиквешкиот гроздобер. И истата година таа изложба се реализира и беше, се сеќавам, на градскиот плоштад, баш на почетокот на отварањето на манифестацијата, значи таа беше реализирана. Меѓутоа, верувам дека Чичко Бранко не ни сомнуваше дека од неговите фотографии ќе се опечати една ваква убава монографија и јас би ја замолила сега Лидија да каже нешто за незиниот прекрасен татко. Пред се да се заблагодарам на градоначалникот, на екипата која што успеа да ја направи оваа книга, а исто така и на издавачот на книгата. Ми направивте многу голема чест и гордост што го спомнавте мојот родител и ние сме горди што имавме таков татко. Беше стално неуморен, во секој момент беше напред и никогаш не се пожела дека е изморен. Да. И благодарам на сите, другото сето го чувте, колегите кажаа се.